7 ноември 2022 година. Добра вечер, почитувани гледачи во Централниот дневник на КТВ. Започнуваме со подготвените содржини. До општина Кавадарци пристигнале 56 барања за поставување на фотонапонски панели. За истите, градоначалникот Јанчев дал позитивно решение. Од општина Кавадарци велат дека градот забрзано и сигурно станува зелен град. Вкупно 56 лица, од кои 52 правни и 4 физички лица доставиле до општина Кавадарци барања за поставување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија од обновливи извори кои се поставуваат на објекти. Од локалната самоуправа денеска информираа дека за овие барања било одлучено со решение од градоначалникот. Во процес на издавање на решение биле уште 9 барања, од кои 7 поднесени од правни и 2 од физички лица. Вкупната инсталирана моќност за сите одобрени барања и оние кои се во процес за поставување на фотонапонски панели изнесува 17,7 мегавати. Исто така, барања за изградба на фотонапонски панели за производство на електрична енергија од обновливи извори кои се градат на градежно земјиште имаат поднесено вкупно 9 баратели, сите правни лица, а во процес се уште 2 барања поднесени од страна на правни лица. Вкупната инсталирана моќност на фотонапонските централи за кои се издадени одобренија за градење или е во тек постапка по истите изнесува 16,1 мегават. Оваа бројка е јасен показател дека Кавадарци брзо и сигурно станува зелен град кој се повеќе преминува во користење на сончевата енергија за производство на електрична енергија за домаќинствата и индустријата, велат од општина Кавадарци. Од утре започнуваат средбите на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев со жителите на местните и урбаните заедници со цел да се слушнат нивните барања околу комуналната изградба за следната година. На овие средби покрај градоначалникот ќе присуствуваат и представници од општинските служби, представници од јавните предпријатија, комуналеци, паркинзи и Мој општинар. Утре, во периодот од 12 до 16 часот, ќе се одржат средби со жителите на местните заедници Радња, Бунарче, Гарниково, Драгожел, Рожден, Клиново, Бојанчиште, Мајден, Фариш, Кесендре. Средбите ќе се одржат во големата сала на општина Кавадарци. Урбанизација во село Трстеник со средства од општинскиот буџет ќе се асфалтира главната улица во селото. Денес сме во село Трстеник и посебно и особено сум горд што еве денес можам да кажам дека интензивно се гради она што го ветивме во предизборието, односно главната улица во село Трстеник, која што беше и главно барање на граѓаните на село Трстеник, конечно ќе стане реалност, односно граѓаните на село Трстеник ќе добијат широка, голема и безбедна улица. Улицата е во должина од 440 метри, вредноста е негде околу 7 милиони денари и е финансирана од буџетот на општина Росомен. Навистина ова е едно од главните ветувања во Трстеник што го дадовме пред изборите и навистина сум особено горд што после, можам слободно да кажам, 15 години, може би и повеќе, оваа улица ќе се реконструира и ќе добие една и селото, но и улицата една нова, убава слика. Значи целосно вадење на постоечкиот асфалт и наново тампонирање и асфалтирање на улицата од мостот до винаријата. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во текот на месец октомври годинава во однос на истиот месец лани трошоците на живот достигнале високи 19,8%. Ова е најголемата стапка на инфлација која ја регистрираше Државниот завод за статистика од почетокот на годината, но и во подолг временски период. Минатиот месец индексот на трошоците на живот во споредба со месец септември лани изнесуваше 18,7%. Како што објавува Државниот завод за статистика, индексот на цени на мало исто така има зголемување и тоа на годишно ниво од 15,4%. Денеска во Собранието на Република Македонија се одржуваше лидерска средба на председателите на парламентарните партии на покана од председателот на владата Димитар Ковачевски. На лидерската средба, како што е најавено, ќе се дискутира за европската иднина на земјава, како и за одлуките кои во наредниот период треба да се донесат во Собранието со широк политички и општествен консензус.
Викендово посета на Кавадарци беше премиерот Ковачевски. Посети компанија за производство на млечни производи и изјави дека поевтината струја за компаниите од 80 евра по мегават час ќе ја намали цената на храната. Ми представува чест и задоволство што денес имав можност да ја посетам првата млекара во Тиквешијата Млечен пат во Кавадарци и да поразговарам со собствениците и со вработените. Имавме можност да го видиме целиот производствен процес, како и производите кои се направени на традиционален начин и представуваат 100% млечен и природен производ. Навистина е задоволство да се види како домашни семејни компании се развиваат, ги унапредуваат процесите да го зголемат производството, вработуваат и предонесуваат во економскиот развој на локално ниво. Ме радува кога квалитетни луѓе решаваат да си ја градат иднината дома и не само својата, туку овозможуваат и поубава денешница и иднина и на многу луѓе од локалната заедница. За тоа треба храброст, посветеност, но треба и поддршка секако. Затоа владата силно ги поддржува овие компании и во вакви услови на најголемата светска економска криза, затоа што тие треба да продолжат со своето динамично темпо на развој и да ја одржуваат својата ликвидност. Секоја компанија е важна и секој вработен во неа е важен. Токму затоа и јас како претседател на владата инсистирам секоја мерка, помош, субвенција, поддршка за граѓаните и економијата што ја носиме да биде праведна и да биде сеопфатна. Оваа влада мисли на сите. Такови и последниот пакет мерки за заштита на домаќинствата и стопанството од поскапување што го донесовме минатата недела. Со новиот пакет мерки го зачувуваме стандардот на граѓаните и ги штитиме компаниите. Со мерката поевтина струја во износ од 80 евра по мегават час за компаниите кои вршат производство на основните прехранбени производи, ги стабилизираме цените на пазарот. Производителите на основните производи веќе јавно соопштија дека со помошта од државата тие цените би ги намалиле за најмалку 10%. Владината одлука се однесува на компаниите кои што произведуваат основни прехранбени производи, во кои спаѓаат производителите на масло за јадење, леб и пекарски производи, брашно, млеко и мешни производи, месната и живинарската индустрија. Со овие мерки компаниите ќе имаат предвидлива есен и зима, бидејќи ќе знаат колкави ќе бидат нивните трошоци и како ќе можат да функционираат. На компаниите им обезбедуваме стабилна и поевтина струја, а крајниот бенефит од тоа го имаат и граѓаните, бидејќи тие ќе добијат стабилни цени на производите што ги произведуваат овие наши компании. Живееме во времења полни со предизвици, времења кои бараат брза адаптација и реакција. Јас сум одговорен човек. Владата, која предводам, умее и да интервенира кога и како треба, но во исто време одговорно да управуваме и со јавните финансии. Јас и владата веруваме дека овој пакет на мерки ќе одговори на повеќето предизвици кои се пред граѓаните и пред стопанството. Оваа 2022 година обезбедивме 760 милиони евра за да ги заштитиме граѓаните, обезбедивме и помош на стопанството за да одржиме неговата динамика и ликвидност. Над 100 милиони евра скративме од одредени трошоци за кои сметаме дека не се неопходни во услови на криза и направивме пренамена на овие средства само во последниот месец. Мора да има услови за децата да одат во училиште и затоа 365 основни и 109 средни училишта ги вклучивме во регулираниот пазар со ефтина струја. Мора да функционираат и болниците, затоа и за нив обезбедивме електрична енергија преку ЕСАМА. Ги помагаме и најранливите категории на граѓани. Во наредните 4 месеци 42.000 наши сограѓани од таа категорија ќе добиваат парична помош од државата. Обезбедивме еднократна помош за 36.000 домаќинства приматели на гарантирана минимална помош, а 330.000 пензионери добија повисоки пензии, како и парична помош во наредните 4 месеци за пензионерите со најмала пензија. Со новиот модел за субвенции ги јакнеме стратешките земјоделски гранки за зголемено домашно производство на храна, рече премиерот Ковачевски по посетата на семејна винарија во Кавадарци. Тие по долги години работа се регистрираа во 2020 година и ги искористија измените што ги направивме во Законот за вино, токму со цел да им помогнеме на малите винарии да се развијат и да го зголемат своето производство. Тие ги следеле владините мерки за поддршка на винариите и преку конкретни грантови имаат аплицирано и добиено грант од државата. А со средствата, како што споделија со нас, купиле садови за вино, топлинска пумпа за контролирана ферментација на виното, барик, буриња и слично. И денес во производството на вино се вклучени сите членови на семејството Јаковлевски, кои го зголемуваат производството на вино, со тоа и на домашните приходи, а секако придонесуваат и во зголемувањето на државниот буџет.
Кога одлучивме да го измениме законот за вино, имавме цел и помалите производители да можат легално да ги продаваат виното произведено во домашните капацитети. Неповратен грант од 10.000 евра по корисник за подршка во опрема и инвестиции добија 59 семејни винарии, како винаријата во Јаковлевски, и на вистина е убаво да се видат придобивките од оваа мерка. И покрај светската, прво здравствена, а сега и економско-енергетска криза, што се чувствува и во нашата држава, само за 2 години во регистарот на производители на вино се имаат запишано нови 70 мали винарии со капацитет до 50.000 литри вино, од кои 11 се правни и 59 физички лица. Ова е доказ на дело дека мерките даваат голем резултат. Освен поддршката на извозно ориентираните земјоделски култури и дејности, како што се грозјето и лозарството, и винопроизводителите, во изминатиот период донесовме повеќе мерки во областа на земјоделството со цел да го зголемиме домашното производство на храна и да ги поддржиме земјоделците кои работат на тоа. Донесовме одлука за доделување на државно земјиште заради зголемено производство на пченица, пченка, јачмен, стратешки култури, за што имаше голем интерес на аукцијата и над 15.000 хектари веќе се доделени. Инвестиравме во зголемени субвенции преку интервентниот фонд за производство на стратешки земјоделски производи, кој што прво беше 400 милиони денари, а потоа го зголемивме на 900 милиони денари. За прв пат донесовме национален план за производство на храна и веќе е зголемено производството на пченица, пченка и јачмен. Производството на сончоглед е веќе дуплирано. Посебно сакам да го нагласам ефектот што го очекуваме од новиот модел на субвенционирањето. Запознаени се земјоделците, заедно со нив работевме на промените со цел да ги заштитиме вистинските земјоделци и секако да го зголемиме производството на храна во државата. Владата на предлог на Министерството за земјоделство го усвои новиот модел за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој и за тоа обезбедивме средства во предлог буџетот за 2023 година. Со новиот така наречен декапалинг систем земјоделците добиваат авансна исплата на субвенциите во тековната година кога конкурирале за субвенцијата, односно тогаш кога најмногу им се потребни парите. Мојата визија е економски стабилна држава, членка на Европската Унија, порача председателот на СДСМ Ковачевски на трибината што викендов се одржа во Кавадарци под слоганот "Силно и одлучно кон иднината". Ковачевски говореше за пакетот антикризни мерки, поддршката од државата за граѓаните и компаниите во време на голема економска и енергетска криза. За реализираните проекти пак во Кавадарци со поддршка од државата говореше председателот на Општинската организација на СДСМ Вуко Мелов. Сите сте загрижени за цените и растот на трошоците на живот. И затоа веднаш делувавме уште на почетокот на мандатот на оваа влада. Уште првите 100 дена од мандатот на мојата влада, минималната плата ја зголемивме на 18.000 денари, двојно повеќе отколку што тоа беше пред 5 години. Пензиите за 6 месеци ги зголемивме за 10%, а со новата методологија, што значи во март 2023 година, ќе има ново покачување. Во календарска година пензиите да се зголемат за 16%, досега се нема никогаш случено. Пред вас, граѓаните, ветив покачување на платите и тоа е реализирано. За само неколку месеци платите во образованието ги зголемивме за 15%, платите во високото образование за 7%, во МВР за 5%, во здравство и во одбраната. За овие 10 месеци, откако ја предводам владата, одвоивме над 760 милиони евра за 2 пакети на антикризни мерки, помош за граѓаните и за стопанството. Во споредба со земјите во регионот, имаме најголем пакет за антикризни мерки, 5% од бруто домашниот производ, за поддршка на граѓаните, компаниите и особено за најренливите категории на граѓани. Ова го потврди Светската банка. Колкаво е значењето на овие бројки? 200.000 граѓани поддржуваме само со последниот пакет на антикризни мерки. Струјата ја субвенционираме за 600.000 домаќинства и 72.000 компании во кои работат 98% од македонските работници. Да не беше субвенцијата и поддршката од владата, сметките за струја за граѓаните и компаниите ќе беа 5 пати повисоки од тоа што се денес. Тоа е социјалдемократска политика, да се вложува во граѓаните, а не да се инвестира во стиропор во центарот на Скопје.
3 години, почитувани граѓани, СДСМ се соочува со светски кризи, незапаметени во поновата светска историја. Претходно, во време на пандемијата, бев заменик министер за финансии и горд сум што учествував во подготовката на неколку пакети антикризни мерки со кои обезбедивме помош и поддршка од 1,2 милијарди евра за стопанството и за граѓаните. Вкупно, со најновите пакети, тоа се 2 милијарди евра директна помош кон граѓаните и стопанството за овие 3 години. Што значи таа вистинска помош најдобро знаат лозарите и земјоделците присутни овде во салата, но и тие кои што се надвор од оваа сала, но тука во Кавадарци, во Неготино и во сите градови и села во Тиквешијата. Знае центарот на Тиквешијата, годинава постигнати се зголемени цени за откупот на грозјето, поголеми за 30% во однос на претходната година. А од интервентниот фонд обезбедивме дополнителни 2 денари за килограм откупено грозје. Во најкризната година, ако се работи домаќински и ако не трошите на она што не е потребно, тогаш и има пари за оние кои што најмногу работат и вложуваат со својот труд во државата. Освен највисоките откупни цени за лозарите, тие добиваат и субвенција од 40.000 денари за одржување на лозовите насади, како и 4.200 денари по хектар за зелена нафта. Дополнително, обезбедивме и поддршка од 10.000 евра и за малите семејни винарници. Денес имаме 70 мали семејни винарници, кои што произведуваат квалитетно македонско вино. И тие, покрај тоа што се гордост и на Кавадарци, и на Тиквешијата, тие се гордост на цела Македонија, затоа зашто кога бевме на најголемиот вински саем во Белград, наградите не ги собраа само големите македонски винарници, туку наградите ги собраа и нашите мали семејни винарници, и еден аплауз за сите нив, за нивниот труд и квалитетот кој што го прават. Вечерва сме тука за да пратиме една силна и важна порака за Кавадарци и целата Тиквешија. СДСМ е обединет, СДСМ е мобилизиран. СДСМ е спремен и исправен пред денешните предизвици. СДСМ е силно посветен и ќе продолжи да го обединува гласот и интересот на работниците, земјоделците, одговорните и чести домакини кои живеат од својот труд. Нормално, ние безкомпромисно ќе ја предводиме таа битка. Апсолутно сме фокусирани и посветени да градиме град на рамноправни и вредни луѓе. Град на социјален мир и град на отворени можности за сите. Нема повеќе простор за калкуланти, концесионери, трговци со лични амбиции и кариери. Тоа време помина, истото е архивирано. Сега е време за акција, за единство, за работа, за вредности, за посветеност. Треба да бидеме гласни и јасни дека не потрошивме залудно време и мандат овде во Кавадарци. Силно и посветено се работеше и се инвестираше и се реализираа проекти овде во Кавадарци. Изградивме градинки, обновивме и реконструиравме школи. Ја опремивме болницата во Кавадарци. Подсетувам само на последната капитална инвестиција. Болницата во Кавадарци е опремена со најнов компјутерски томограф. Реконструиравме и направивме мостови и булевари. Потенцирам на мостот во селото Ватеша. Направивме рехабилитација на патот Возарци, Раец, Фариш. Реконструкција на улиците Илинденска, Пионерска, Браќа Джунови, Западен булевар, Дисанска. Рехабилитација на регионалниот пат Кавадарци, Росоман, Мушов гроб, Мрежичко, Горна и Долна Бошава. Изградивме спортска сала во основното училиште Страшо Пинџор, како и целосно нова детска градинка во Кавадарци. Од друга страна, освен зголемување на цени на локални јавни услуги и препишување на заслуги за владени проекти, локалната самоуправа и градоначалникот друго ништо не ни прават. Ниту еден важен капитален проект за Кавадарци не е реализиран самостојно од страна на локалната самоуправа и градоначалникот. Покрај ова, силно и посветено помагавме и ќе помагаме на земјоделците. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски реагираше на говорот на Ковачевски во Кавадарци дека Мицковски не се разбирал ниту во економија, ниту во енергетика. Ќе започнам од овие
два листа хартија, едниот е од Ковачевски, а другиот од Заев. Тоа се овие два листа хартија, еве ги, тие се во позадина. Ковачевски ова вчера го кажа, вели се што кажа Мицкоски излажа не се разбира нити во енергетика, нити во економија. Тоа го кажа вчера на трибината во Кавадарци Димитар Ковачевски. А пред точно 4,5 години Заев исто така повторно кажа, века на Мицкоски можам да му држам лекција од економија. Тој е веќе поранешен политичар и председател на СДСМ, а наскоро и овој вториот со црвено што е ќе биде поранешен политичар и председател на СДСМ. Зошто велам дека и тој ќе биде поранешен? Затоа што тој го копира неговиот ментор, неговиот Стопан и продолжува исто како него да се обидува да ја манипулира јавноста со невистини и со лаги. И затоа ќе биде поранешен, затоа што ако ја кажува вистината, тогаш нема ова да го збори. И можеби ќе трае некое време, но вака, бидејќи повторна игра на картата на кратко помнење, ќе биде минато време. Па вчера во Кавадарци на таа трибина каже на теза, вели Мицкоски ја плашал јавноста дека ќе немало енергенци и струја. Јас не ја плашев јавноста. Само реков дека не би сакал да верувам дека ќе нема струја, иако сум свесен дека струја ќе има која што скапо ќе ја платиме. Сега колку скапо ќе ја платиме е прикажано на следниот слайд. Еве го гледате. Тоа е кривата како расте државниот и јавниот долг во Македонија. Ова што го гледате ваму лево, мое десно ваше, во горниот агол, е практично зголемувањето на државниот и на јавниот долг. Само во последниот квартал, третиот квартал од оваа година, тоа е периодот јули, август и септември. 400 милиони евра. СДСМ нема отчет затоа што немаат ништо сработено, се служат со навреди и манипулации кон граѓаните, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО-ДПМНЕ. Над 120 милиони евра за проекти на градоначалниците од ВМРО-ДПМНЕ. Важни проекти за единиците на локалната самоуправа, каде власта ВМРО-ДПМНЕ се одвиваат секојдневно. Нови булевари, улици, надвозници се само дел од проектите кои опфаќаат најмногу средства, дури 36 милиони евра. Дополнително, во водоводна и канализациона мрежа се инвестираат 20 милиони евра. Се градат нови градинки, се реконструираат училишта и се вложува во нивно опремување. Силно се поддржува спортот, културата и ранливите категории на граѓани. Со ВМРО-ДПМНЕ никој не е заборавен. Сите градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ на политичкиот саем докажаа дека има исклучително квалитетна година. 365 дена работа, проекти, импозантни резултати, повеќе од 120 милиони евра инвестирани или во фаза на инвестиции се капиталните проекти кои се реализирани од градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ. Иако СДСМ ги остави општините со големи долгови и апатична администрација, сепак се реализираше се што е ветано. Искрено жалиме што градоначалниците на СДСМ немаат ниту еден отчет за сработеното, ниту за Струмица, ниту за Центар, за Делчево, Берово, Валандово и останатите општини. Доколку имаа отчет за сработеното, тогаш многу лесна ќе беше улогата на јавноста, да спореди и да се увери во се што зборуваме. Причината зошто СДСМ се служи со навреди, лаги и манипулации е резултат на нивната нервоза, неумење да направат нешто за доброто на граѓаните на Македонија. Но СДСМ треба да се свесни дека со ваквиот начин го навредуваат македонскиот граѓанин. Додека пак ВМРО-ДПМНЕ со гордост на дводневен политички саем зборуваше за проекти во секое едно населено место, мало, населба и општина. Почитувани, во Струмица не очекуваме промени. Таму продолжи политиката на Зоран Заев. Во општина Крива Паланка, хаосот на власта, кој што се случува на централно ниво, се пресликува и на локално ниво. За Крива Паланка слободно можеме да кажеме дека стана град без иднина и без надеж. Валандово, во последната година дури и да нема реализиран капитален проект. Најголем проблем е невработеноста и потврлувањето во локалниот економски развој. Затоа, почитувани, СДСМ нема отчет за сработеното, но ние продолжуваме со работењето. Продолжуваме со реализација на ветеното, а резултатите ќе бидат тие кои што ќе ја донесат промената.
Цената на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за 1,5 до 2 денари за литар, а дизелот поевтинува за половина денар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,62%. Се известуваат сите православни верници дека утре, кога Светата православна црква го празнува светиот великомаченик Димитрий во храмот Свети Димитрий Кавадарци, ќе се отслужи света архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополит Повардарски господин Агат Ангел во сослужение со свештенство од Кавадаречкото архиерејско наместништво. Дочекот на архиерејот е во 8 часот и 15 минути. Света Златоустова литургија ќе се отслужи во црквата Свети Димитрий во село Мрежичко. За сите верници кои сакаат да присуствуваат на одбележувањето на Митровден во Мрежичко е организиран и бесплатен превоз од Кавадарци и Неготино. Министерството за внатрешни работи ги продолжува засилените контроли во сообраќајот. Вчера биле изречени 270 санкции за брзо возење. Во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 270 возачи. Од нив, 15 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 109 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 161 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но се разбира и побезбедни патишта низ државата. Сдруженијето на пензионери Кавадарци организира трибина на тема менталното здравје и третото доба. Трибината ќе се одржи во петок на 11 ноември годинава со почеток во 17 часот во просториите на Домот на културата во Кавадарци. Дневникот го продолжуваме со информации од спортот. ГРК Тиквеш со 22-28 го совлада Радовиш на гости. Со ова победа Тиквеш се зацврсти на третата позиција со бод помалку од вториот пролет. Стартот на Европското првенство во ракомет во женска конкуренција не ги поремети машките екипи да ги одиграат редовните кола. Суперлигашите ги одиграат средбите од деветото коло, а во групата А се постигнаа следниве резултати. Вардар Неготино Струга 24-26, Алкалоид Куманово 47-16, Прилеп Охрид 25-26 и Бутел Вардар Скопје 23-26. Во групата Б Еврофарм Пелистер 2 Пролет 23-25, Голден Арт Еврофарм Пелистер 18-31, Јуниор Кисела Вода Скопје 26-25 и во Радовиш екипата на ГРК Тиквеш забележа сигурна победа од 22-28. Со оваа победа кавадарчани се одлепија на позицијата број 3 со само еден бод помалку од второпласираниот тим на Пролет. Евроникел го доби Кожув со 79-61. Двете екипи на Пробаскет загубија, а Јан Бор успеа за 10 минути да надополни двоцифрена негатива и да победи. Кошаркарските прволигаши го одиграа петото коло. Куманово несрекно загуби од Пелистер со 78-81, а Чаир дома беше поразен од Феникс со 78-97. Гостивар остана непоразени на гостувањето кај ФМП, каде славеше со 83-93, а работнички конечно победи и тоа од Вај со 83-82 против ТФТ. Евроникел ја прекина серијата порази и убедливо го совлада Кожув со 79-61, а МЗТ и Струмица својата средба ќе ја одиграат на 15 ноември. Во рамките на четвртото коло кај третолигашите, Пробаскет загуби од Струмица со 92-60, а Спорт Тим во Неготино со 84-90 загуби од Баскет Дино.
Девојките го одиграат четвртото коло, а во групата А се постигнаа следниве резултати. МЗТ Про Баскет 80-60, Струга Бадел 56-49, Крива Паланка Баскет Кам 40-84 и Вардар Гризли 77-61. Во групата Б Гостивар Шкупи 50-65, Куманово Пониква 49-62, Ринија Пелистер 36-70 и во Кавадарци Јанг Бор Патриот 73-66. Кавадаречките девојчиња во последните 10 минути надополнија двоцифрена негатива и на крај славеа заслужено. Тиквеш загуби во Штип од Брегалница со 2-1. Премногу киксови на водечките екипи во првата и втората лига. 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига помина во знакот на киксовите на водечките екипи. Струга на гостувањето кај Работнички одигра само 1-1. Со ист резултат заврши средбата Шкенди Академија Пандев, а Скопје и Силекс одигра без голови 0-0. Тиквеш не успеа да го искористи ваквиот развој на настаните и загуби од Брегалница со 2-1, а победа во Прилеп беше поразена од Македонија Ѓорче Петров со 1-3. Второлигашите го одигра 11-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Слога Вардар 0-3, Караорман Пелистер 2-1, Воска Кожув 2-2, Гостивар Аресими 2-0, Пехчево Борец 3-2, Саса Плачковица 1-1, Беса Охрид 1-3 и Беласица Тетекс 4-0. Во 10-тото коло од третата лига Југ, Вардар од Неготино славеше кај Бучин со 2-4 и ја забележа и 10-та победа сезонава. Марена со 3-0 ја совлада Слога, додека Локомотива загуби од Големо Конјари со 5-1, а Росуман со 2-0 беше поразен во дербито од Превалец. Обршени нагости со 2-5 го совлада Канатларци, а гостинска победа од 1-2 забележи Питу Гули на гостувањето кај Младост во Кривогаштани. При крај на дневникот и временска прогноза. Утре предпладне со магла или ниска облачност по одделни котлини. Во текот на денот ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе достигне до 19 степени. Тоа беа содржините подготвени за централниот дневник на КТВ. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.